Благодарам. Почитувани граѓани, еве одлучи квислиншката влада да глумиме парламент, да глумиме нормалност после велепредавството во саботата. Иако после нокаутот од синоќа, некаде околу 11 часот, кога излезе декларацијата на бугарското МНР, дека не го признаваат македонскиот јазик, зашто говоревме, но си тераат велепредавниците, па ќе видиме до каде ќе дотераат. И еве, глумиме собрание, глумат собрание, сакаат да излеземе од ова собрание, но тоа задоволство нема да им го приуштиме. Еве вака ќе предлагаме законски решенија кои што се, само смејте се, вие се уште не сваќате дека сте единствената клика во државата која што или не е свесна дека направила велепредавство, или така им рекле да се однесуваат. Што се однесува до законското решение, предлагаме, ајде да ги видиме овие благонадежните што и како ќе гласат, нели, они многу се за благосостојбата на граѓаните. Што се однесува до ова законско решение, предлагаме да се измени Законот за данокот на додадена вредност и велиме во член 1 во Законот за данокот на додадена вредност, след точката 18 се додава нова точка 18а, која гласи менструални производи. Што ова значи? Дека во ова законско решение има низа на производи кои што имаат 5% данок на додадена вредност и ние сметаме дека и менструалните производи, ова е многу често дискутирано и во Комисијата за еднакви можности и помеѓу клубот на претенички, една иницијатива која што ја има до Министерството за финанси една невладина организација, Платформа за родова еднаквост, која што направила истражување не само во Република Македонија, туку и во Европа. И образложението е дека како резултат на немање соодветни услови за управување со менструалното здравје, девојчињата и жените заостануваат во општеството, со што се попречуваат нивните можности за еднаквост и учество во јавниот живот и се заштитени со Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација на жените. Ако не гласавте за дискриминација на единственото човеково право, се надевам дека сега за ова ќе гласате. Со цел да се овозможи пристап на менструалните производи до сите жени, без разлика на финансиски примања и социјална припадност, бараме да се направи измена во членот 30, со што менструалните производи ќе бидат оданочени со повластена даночна стапка од 5%. Овие производи е потребно да се оданочат на исто ниво како она што го спомна, фармацевските производи, бебешките пелени и лекови, бидејќи менструалните производи представуваат здравствена неопходност, исто како и горе наведените производи, а управувањето со менструалното здравје е едно од основните човекови права. Намалувањето на ДДВ од 18, сега 18%, на 5 е сигнал дека државата се грижи за своите жители, за своите жителки и ги почитува основните човекови права, меѓу кои е и правото на менструално здравје. До министерот за финанси е испратено писмо на кое што немам информација дали има одговор, во кој што вели дека менструалната хигиена не е привилегија, туку е обврска на секоја држава да се грижи за жените и девојчињата, ова исто да се заштити и да има пристап, односно достапност. Од истражувањето вели дека 55,3% од работоспособните жени и девојки се економски неактивни или невработени, а со тоа и економски зависни. 25% од жените на возраст од 18 до 64 години живеат на прагот на сиромаштијата.
77% од анкетираните жени и девојки трошат до 400 денари месечно на производи за менструална хигиена и сега видете, ова е направено пред галопирачката инфлација, сега е повеќе, многу повеќе, па замислете си едно семејство во кое што има 4 и 5 жени, како се справуваат со елементарната неопходност за менструална хигиена. Секоја трета испитаничка барем еднаш во животот се нашла во ситуација да нема пари да купи влошки и да мора да импровизира со веќе сите жени знаеме со што. Кај нас жените, и пак ќе кажам, ова е пред галопирачката инфлација, кај нас жените во просек трошат околу 250 денари месечно за менструални производи, значи ова бројка е многу поголема. Значи, само како за илустрација, 464 жени од 1290 испитанички одговорија дека 1 до 2 дена во месецот отсуствуваат од работа поради дисменореја. Повеќе од 70% од испитаничките потврдно одговориле дека за време на циклусот пијат и лекарства и така натаму. Сите ние присутни жени овде, ова го знаеме, а сите присутни мажи кои што се смеат се или родово несензитивни, или се непатени, за жал, во основната биологија на жената, и се надевам дека истото ќе го сватат и ќе го гласаат. Јас апелирам до сите вас ова законско решение сите да го изгласаме, бидејќи од галопирачката инфлација најсиромашните жени, го имам истражувањето, кој сака ќе му го дадам, не им е овозможено пристап до менструалните производи, како и лекарствата кои што при таков циклус имаат потреба жените, како и отсуствата од работа. Да се намали даночната стапка од 18 на 5% е најмалку што треба да направиме во овие моменти. За оние кои што се смеете, прашајте си ги дома собствените сопруги и керки. За оние кои што се смеете, прашајте си ги соседките, колешките, колегите околу вас, што значи да се даде во месецот над 2000 денари за вакви производи, а зимате, да речеме, 18.000 денари плата, па што ќе платите повеќе? Нормално дека жената ќе се откаже од незиното елементарно право за да плати струја, за да му купи на детето доручек, за да ги плати дома сите потребни давачки, ама ќе се изостави самата себе од она што е нејзино основно право. Затоа сметам дека најмалку што треба да направиме е ДДВ-то да го направиме од 18 на 5%, за да можеме на целата популација на жени, без разлика на нејзините финанси, ова законско решение да го измениме, барем малку да помогнеме во галопирачката инфлација која што и како се осеќа на 14%, а од септември па натаму ќе видиме и како колку ќе се осети во секаде, во сите пори, сите ние ќе осетиме и веќе се чувствува. Така да мислам дека нема потреба повеќе да ве разубедувам и убедувам. Сите оние кои што сакате да го видите истражувањето, може да ви биде доставено. Немам информација што Министерството за финансии, поточно министерот, а и тоа е известен, побарано е од невладината реакција платформа за родова еднаквост и други невладини организации кои што се занимаваат за женски човекови права. Не знам дали и што е одговорено, но во вас е сега, во нас е сега одлуката да го изгласаме ова законско решение и барем малку да помогнеме на жените и девојчињата во Република Македонија. Благодарам.